На 14 септември 2007 година 14-годишниот Ендру Гозден избегал од училиште, подигнал околу 200 фунти од својата банкарска сметка и купил билет за воз во еден правец до Лондон. Последен пат бил виден на безбедносните снимки од железничката станица и се до 2025 година тие снимки остануваат постојна трага од Ендру Гозден. Јас сум Давид, а ова е последната епизода за оваа сезона на Мистериозните папки. Еден од најчудните елементи во случајот на Ендру Гозден е тоа што навидум неговиот домашен живот бил идиличен. Роден на 10 јули 1993 година од Кевин и Гленис Гозден, Ендру порасна во Балби, приградина на Донкастер во Англија. Неговите родители, кои биле англикански христијани, одлучиле да не ги крстат своите деца. Како што објасниле за Телеграф во 2008 година, тие не сакале да им ги наметнуваат своите ставови. Наместо тоа, тие ги охрабриле своите деца да ги истражуваат собствените интереси и да откриваат работи на свој начин. Ендру и неговата сестра Шарлот длабоко се посветени на своите посебни хобија. Ендру живееше во книги како Хари Потер и Алекс Рајдер. Неговата сестра ја обои косата во црно и силно се наклони кон готската сцена. Двата се поврзаа преку нивната заедничка љубов кон рок и метал бендовите. Ендру беше исто така многу интелигентен. Во неделите пред да исчезне ја читаше, цитирам, надвор од доброто извото од Ниче и беше во програмата за надарени деца во неговото училиште. Ендру беше толку добар ученик што никогаш не пропуштил ниту еден ден од училиште. Повеќето неговите наставници претпоставуваа дека ќе заврши во Кембридж. Неговите родители потенцираа дека Ендру имал пријатели, но бил доста интровертен и често пати останувал во свое друштво. Дополнително се тврди дека тој никогаш не покажувал никакви знаци на депресија и не изгледал како да ја малтретира. Никогаш не излегува од дома без да им каже на родителите каде оди. Според сите извештаи, Ендру Гозден изгледа како срамежлив, интелигент млад човек со светла иднина пред него. Пак кога еден ден одеднаш решил да го прескокне училиштето и да купи карти за воз до Лондон, се наметнало прашањето зошто. Ендру Гозден го напуштил дома на своите родители утрото на 14 септември 2007 година, веројатно упатувајќи се кон училиште како што правил секој утро. Неговите родители заминале на работа. И двајцата работеле како логопеди. Кога се вратиле, немало никаква трага од Ендру. На почетокот претпоставиле дека е во подрумот и дека игра на неговиот Xbox. Потоа ја виделе неговата училишна униформа како лежи на стол во неговата спална соба. Се чинеше дека во одреден момент се вратил дома и се пресоблекол. Родителите на Ендру им се јавиле на некои од неговите пријатели кои рекле дека тој не е со нив. Всушност тој дури не дошол на училиште тој ден. Како што се испоставило, училиштето се обидува да контактира со Гозденови преходно истиот ден за да извести за отсуството на Ендру. За жал, погрешка се јавиле во погрешно семејство. Каде отишол Ендру Гозден и што правил била целосна мистерија за неговите родители. Кога излегол од дома тој ден, се што зел со себе бил паричникот, кучевите од дома и неговиот PlayStation. Тој дури не го земал полночно за PlayStation. Ништо не укажувало дека планира одолина долго патување. Можеби освен фактот дека ги подигнал речиси сите пари на својата банкарска сметка во износот скоро 200 фунти. Неколку недели како Ендру исчезна, полицијата пронашла снимки од безбедносните камери од станицата King's Cross во Лондон, кои покажува дека Ендру пристигнал таму во околу 11:20 часот наутро на денот на неговото исчезнување. Истражителите утврдиле дека купил еднонасочен билет од Донкастер до Лондон. Сепак после тоа полицијата не можеше да ги следи движењата на Ендру од King's Cross, оставајќи го неговото семејство без поим каде се наоѓа. Но во годините што дојде, интернет истражувачите се обидоа да откријат мистеријата. И како резултат на тоа се појавија неколку интригантни теории. Како и многу случаи на исчезнати лица, приказата на Ендру Гозден резонираше со многу луѓе ширум светот, од кои некои од тогаш се собраа на страницата Reddit за да разговараат за нивните мислења околу неговото исчезнување. Овие теории се движат од киднапирање и трговија со луѓе до самоубиство. Сепак мора да се каже дека има многу докази што ги поддржуваат повеќето од овие тврдења. Според една теорија, Ендру можеби отпатува во Лондон за да присуствува на концертот 30 Seconds to Mars, закажан за вечерта кога тој се упати кон Лондон. Оваа теорија произлегува од фотографија направена од публиката на концертот таа вечер. Некои тврдат дека еден од членовите публиката на фотографијата е Ендру. Сепак фотографијата не е со највисок квалитет и може би имало безброј деца на тој концерт кој баре малку личи на Ендру Гозден со долга кафеава коса и очила. И полицијата ја разгледала теоријата за концертот 30 Seconds to Mars. Исто така метал бендот Him одржа концерт во Лондон околу времето кога Ендру исчезнал. Со оглед на музичкиот вкус на Ендру, сосема можно дека тој сака да види барем еден од двата бенда. Таткото на Ендру сепак имал друга теорија. Цитирам, можеби ќе звучи смешно, но бидејќи Ендру е премногу интелигентен. Единствено нешто на што всушност се осврнал задоволно пред да исчезне бил фактот дека имало изложба на Тутанкамон во британскиот музеј. Изјавил неговиот татко за Mirror во 2023 година.
Други сугерираат дека Ендру може отишол во Лондон за да бара работа, исто како што направила неговата постара сестра Шарл кога имала 14 години, делејќи го нејзината сивина на неколку места. Но бидејќи нема начин да се следат движењата на Ендру, сите овие можни објаснувања остануваат само теории. Тоа наведно се промени во декември 2021 година, кога двајца мажи беа уапсени под сомнение за киднапирање и трговија со луѓе во врска со исчезнувањето на Ендру Гозден. 14 години по исчезнувањето на Ендру, двајца мажи на возраст од 38 и 45 години беа уапсени под сомнение за киднапирање и трговија со луѓе. Во тоа време се чинеше дека семејството на Ендру конечно ќе добие некои одговори. Но по долга 2-годишна истрага лондонската полиција изјави за BBC дека, цитирам, уверена дека двајцата уапсени мажи нема никаква улога во исчезнувањето на Ендру. Во меѓувреме семејството и полицијата истражувале можноста Ендру да отишол во Лондон за да се сретне со некого кога го запознал преку интернет. Сепак немало докази за ова, бидејќи Ендру не користел компјутер дома. Неговиот татко изјави дека Ендру имал адреса и не отворил онлайн сметка ниту на неговиот Xbox, ниту на неговиот PlayStation. Единствениот компјутер во куќата бил лаптопот на неговата сестра, кој бил во нејзина собственост само 8 недели. Сестрата на Ендру изјавила дека тој не изгледал заинтересиран за социјалните медиуми или за поврзување со други луѓе преку интернет, затоа што, цитирам, едноставно не беше толку друштвен. Друга теорија изнесена од семејството била дека Ендру решил да оди на истражување на глетки. Познато е дека Ендру ужива во Лондон и го посетува главниот град со своето семејство за да ги види своите баба и дедо, тетки, чичковци и северни пријатели кои живееле таму. Тој исто така ужива во посета на музеите и изложбите во Лондон. Патувањето со автобус било бесплатно за децата во тоа време. Таткото на Ендру изјавил дека се сомнува дека Ендру може би отишол во Лондон за да направи нешто за кое сметал дека е полесно да побара прошка колку дозвола. Зборувајќи во 2009 година, Кевин Гозден шпекулираше за причината за исчезнувањето на Ендру. Цитирам: "Дали одлучи да го направи трикот на Реджиналд Перин и да се реинвентира себе си, или имаше нешто што го мачеше за кое сметаше дека не може да ни каже. Во моето срце се уште мислам дека неговото исчезнување беше поврзано со нешто што му текнало во брзината на моментот." Во септември 2009 година семејството објави слики од тоа како би изгледал Ендру на 16 годишна возраст, за да ја обележи втората година на неговото исчезнување. Во ноември 2009 година Кевин Гозден апелираше до геј заедницата да помогне во пронаѓањето на неговиот син. Семејството на Гозден ја разгледа можноста дека Ендру можеби се борил со својата сексуална ориентација, па можеби затоа отишол без да каже. Кевин Гозден рече, цитирам: "Ние сме прилично отворено семејство, па се прашуваме дали е геј или се бори со својот сексуален идентитет и сметаме дека е премногу незгодно да се воспитува. Ако е навистина геј, ние немаме никаков проблем со тоа. Тој е безусловно сакан и од мојата сопруга и од мене и од неговата сестра." На 12 септември 2017 година полицијата упати нов апел за информации. Во соопштението на Facebook страницата на полицијата на Јужен Јоркшир се вели дека полицијата истражувала барање за слични оптички рецепти како оние за очилата на Ендру, барајќи документи од Агенцијата за пасоши или Националното осигурување и дистрибуирајќи ДНК отпечатоци од прсти, стоматолошки и здравствени картони на Ендру. Тонот на соопштението сугерираше дека полицијата верува дека Гозден можеби се уште е жив. Во јуни 2018 година семејството Гозден изјави дека некој пријавил онлайн разговор со лице со корисничко име Енди Ру, кој тврдел дека неговиот дечко го напуштил и дека му требаат 200 фунти за да плати кирија. Кога некој понудил да му испрати пари, корисникот тврдел дека немал банкарска сметка бидејќи го напуштил домот по возраст 14 години. Оваа трага била испитана од полицијата, но лицето не било идентификувано. Во септември 2023 година полицијата објави дека, цитирам, истрагата останува отворена и активна. Но за семејството на Ендру и оние што го следаат случајот, тоа беше како да е изгасната светлото на крајот на тунелот. Цитирам: "Изминатите месеци од оваа истрага беа период на дополнителни тешкоти за нашето семејство, интензивирајќи го нашето чувство на живење во неизвестност, не знаејќи што се случило со нашиот многу сакан син", рекоа родителите на Ендру во тоа време. Цитирам: "Како семејство, нашата емоционална реакција е да чувствуваме дека по толку многу напори во текот на изминатите 16 години, ние не сме поблиску до откривањето на исходот од исчезнувањето на нашиот син."